Добро утро. Како што кажа и самата, во саботата имавме можност во времетрање од 1 час да се приклучиме и ние кон оваа глобална кампања и акција за исклучување на светилките со цел штедење на електрична енергија и со тоа покажување почит кон животната средина. На оваа тема денеска разговарам со Ѓорги Селков, кој што е организатор на акцијата Изгаси ги светилките, односно часот на планетата Земја во Македонија. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Ѓорги, најнапред би сакала да го започнеме разговорот со тоа што оваа акција се одржува 12 пат во Македонија, меѓутоа се одржува последниве 2 години во рамки на пандемија, во рамки на ограничено движење и останато. Изминатите години знам дека беше и многу помасовна, сум присуствувала и на оваа акција. Се правили разлика во одбележувањето? Точно така, за жал последните 2 години сме приморани акцијата нели да ја одржуваме виртуелно, но на наше големо задоволство и изненадување, токму изминатите 2 години добиваме најголема поддршка од граѓаните, ги исклучуваат светилките во своите домови. Минатата година исто имавме виртуелен настан, Instagram Live, оваа година ја одржавме првата дигитална климатска конференција во Македонија. Бројките ни покажа дека навистина граѓаните повеќе се вклучија во вакви пандемиски услови, кога нели се обврзани да седат дома, ги исклучија светилките, ја следеа нашата програма, ја пренесоа пораката и навистина сме среќни што од година во година пораката допира до се поголем број на македонци. Која е всушност пораката? Оваа година имаме навистина мокна порака. Видовме во 2020 година колку е страшно кога природата ќе почне да го возвраќа ударот. За жал постојат тесни докази кои патуваат на поврзаност на уништувањето на природата, на зголемувањето на ефектот од климатските промени и на неодржливото живење со ранливоста на човечкиот род, на човештвото кон пандемиите, како таа со COVID-19. Затоа мора да се свестиме, мора да ја чуваме природата, да го намалиме ефектот од климатските промени и одржливо да живееме. Тоа се едни од предусловите за нашата екзистенција на оваа планета. Факт е дека природата го возвраќа ударот, мора сите да се вклучиме во акција. Во саботата покажавме дека како нација сме свесни. Имаме навистина млади луѓе кои што од година во година се повеќе ни се приклучуваат кон акцијата, ја испративме пораката, но тоа не е доволно. За жал, бројките кои што ги имаме на светско ниво ни покажуваат дека светот 10 години поред ја надминува точката од која што можеме да се вратиме назад. Таа точка, тоа се некои лимити кои што Светскиот фонд за природа, WWF, ги поставува во однос на границите за намалување на биодиверзитетот, за уништување на природата, и тоа се навистина за страшни бројки. Мора да се свестиме ако сакаме да го продолжиме животот на оваа планета. И затоа тука е нашата акција, затоа се овие иницијативи, светски иницијативи, кои што на некој начин помагаат да се допре до луѓето и до носителите на одлуки, до светските лидери, да испратиме пораката. Оваа акција е започната во 2007 година на светско ниво, односно во Сиднеј започнала. Кај нас кажавме 12-та година поред. Самиот кажуваш дека далеку сме уште од постигнување на оние посакувани бројки. Значи ли тоа дека треба многу повеќе од една акција? Што значи ова? Дека можеби акцијата не ги дава посакуваните резултати? Како да се насочиме кон остварување на тоа што ни е целта на сите? За жал, Светскиот фонд за природа како организација, исто и канцелариите на часот на планетата Земја не може директно да влијаат врз, да кажам, ваквата ситуација, но и како може да помогнат кон пренесување на пораката. Ние пораката ја пренесуваме успешно, имаме навистина голема поддршка од целиот свет, не само во Македонија, зборувам на глобални рамки, меѓутоа тоа не е доволно. Пораката треба да допре до што поголем број на граѓани. Затоа оваа година, поради тоа што многу земји нели се во карантински услови, во локдаун, не можеше осветлувањето на светилките на тие објекти да се исклучи секаде, што патем е навистина гледка која што привлекува внимание
преку која што навистина успеваме да пренесеме пораката. Затоа оваа година имавме еден вирален момент кој што го освои интернет просторот во сабота. Имавме мокно видео кое што зборуваше за поврзаноста на уништувањето на природата со пандемиите и со останатите, да кажам, еколошки катастрофи кои минатата година се случија во светот и во Македонија. Пораката допре, имаме преку 100 милиони прегледи низ цел свет, што е навистина нели голема бројка. И искрено се надеваме дека тоа ќе допре до светските лидери, до носителите на одлуки, дека сега е време да се вклучиме во акција и сега е време да ја заштитиме планетата Земја. Прво, затоа што немаме друга, немаме резервна планета. Второ, затоа што нашата екзистенција на оваа планета зависи од тоа. Некаде пред крајот на разговорот би сакала да ве прашам и околу вклученоста на градовите во Македонија во оваа акција. Скопје и Охрид беа единствените кои што се вклучија и ги изгаснаа светилките. Што е со останатите градови? Оваа година поради пандемиските услови решивме да имаме минимален број на активности. Затоа, како што споменав, имавме првата дигитална климатска конференција преку која што на еден начин се обидовме виртуелно да го одбележиме часот на планетата Земја, но сепак остана и тој символичен момент на едночасовно исклучување на светилките. Така оваа година во мрак пропаднаа неколку атрактивни локации во Скопје и во Охрид, претседателската вила Водно, владата, градскиот плоштад во Скопје, парковите во општина Аеродром и Карпош. Ова беше еден од парковите од каде што се јавуваме денес. Исто во Охрид поголем број на атрактивни локации. Низ годините навистина сме имале голема поддршка од сите општини во Македонија, но за жал условите оваа година се тие кои што се. Ние сакавме нели за нас здравјето на нашите поддржувачи, на нашите партнери е најважно и затоа се одлучивме оваа година само Скопје и Охрид символично да потонат во мрак. Ѓурѓе, јас тука некаде ќе ти се благодарам за твоето денешно вклучување во утрински брифинг. Се надевам дека следната година веќе ќе се вратиме на старо и дека нема вака онлайн и дигитално да ги пренесуваме сите активности и дека целата оваа глобална кампања ќе се врати да се случува онака како што се случуваше и претходно. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Ние се одјавуваме од паркот Јане Самдански во општина Аеродром.